До светското првенство има уште многу малце, а ние во наредниот период, во наредните 10 дена ќе направиме еден серијал на видеа каде што ќе зборуваме за потенцијалните фаворити, за Dark Horse репрезентации или големите изненадувања, за најдобрите млади играчи и секако за тоа како паметно да типуваме на ова светско првенство. Ќе почнеме токму од тоа. За почеток, едно мора да ни е јасно. Ако планирате да типувате како на претходните мундијали, тогаш ќе направите огромна грешка. Последните 3-4 минути ќе објаснам зошто. Но пред тоа, ставете subscribe на YouTube каналот Kladenje.mk ако ви се допаѓаат вакви видеа и ако го следите светското првенство. Ќе бидеме со вас секој ден, од почеток до крај. Ајде да почнеме од почеток. FIFA целосно го промени форматот на надпреварувањето, а со тоа доаѓа и промената во бетинг стратегијата. За прв пат во историјата ќе гледаме 48 репрезентации на светското првенство. Наместо 32 селекции ќе има 48 селекции, 12 групи и дури 104 надпревари. И тука почнува хаосот. Од секоја група понатаму одат првите 2 репрезентации, но и најдобрите 8 трето пласирани. Тоа значи дека многу екипи ќе играат со калкулации, ќе бркаат гол разлика, а некои ќе поминуваат понатаму со само еден добар надпревар. Искрено, ова ќе биде најчудното светско првенство за типување до сега. А и оние новите правила кои што ги воведе FIFA ќе биде хаос. Првата работа на која што мислам дека сите ќе грешат се фаворитите. Например, Франција, Германија, Аргентина, Англија. Квотите за тие репрезентации да поминат група се смешни. Реално во овој сегмент големите репрезентации имаат многу поголем простор за правење на грешки. Еден лош надпревар повеќе не значи елиминација. Затоа мислам дека ново светско првенство многу попаметно ќе биде да се игра на победник на група, точен пласман, кој ќе заврши втора во групата или специјали поврзани со голови и бодови. Втора многу важна работа на која што треба се обрне внимание е последното коло во групната фаза. Таму ќе биде лудило. Ќе гледаме репрезентации на кои што им одговара нерешено. Ќе има селекции кои што ќе чуваат резултат затоа што и со пораз со 1-0 ќе одат во следната фаза. А ќе има екипи кои што ќе мора да напаѓаат до последната секунда затоа што важно ќе им биде гол разликата. Токму затоа мислам дека лайв бетинг ќе биде најдобра опција на светското првенство. Има многу ситуации каде што целиот надпревар ќе се смени после само еден постигнат гол. Замислете сценарио. Една репрезентација губи 1-0, но во лайв табелата гледа дека со уште еден гол оди понатаму. Тоа автоматски го менува темпото на мечот, ризикот, па дури и квотите. И токму тие моменти ќе бидат најинтересни за играње. Следна работа. Dark Horse репрезентации. Во овој формат малите репрезентации ќе имаат многу поголеми шанси да направат изненадување. Реално, ако Мароко можеше да обезбеди пласман во полуфинале во 2022 година, замислете што може да се случи сега кога има многу повеќе простор за калкулации и реално многу полесен пат кон нокаут фазата. Некоја просечна селекција ќе може да стигне многу подалеку од колку што сите очекуваме. Затоа мислам дека ова светско првенство ќе биде совршено за изненадувања, голови, лайв бетинг и паметно барање на добри квоти. Епа дечки, ако сакате вакви анализи и бетинг стратегии за време на светскиот шампионат, ставете subscribe, поддржете ни треба поддршка. Затоа што лето нема да има само типови, ќе има многу повеќе од тоа. Светското ќе има 104 надпревари и нема да добие тој кој што ќе одигра највеќе тикети. Ќе одбере тој кој што ќе ги избере најдобрите надпревари. А ние во наредните недели ќе се обидеме да ги најдеме тие надпревари заедно.